кога го подучиле народот наш, како татковината се сака. Ете тогаш, далеку, во времето на Груев, Делчев и Гули, кои се бореле за парче земја, ја исцедиле последната капка крв, за да не останеме стебла со корења трули. Сдруженијето на просветни работници денеска ги прогласи учениците на генерацијата од основните и средните училишта. Признанијата и пофалниците на најдобрите 26 ученици од Куманово и 3 ученика од општина Старо Нагоричане свечено им беа доделени во Занаетчискиот дом. Настанот традиционално се организира со поддршка на секторот за образование и општина Куманово. Не е мала работа на ова дигитално современие и виртуелна реалност да те прогласат за прв во генерацијата. Затоа ви посакуваме да продолжите по вашиот пат како и досега, автентично и одважно, да станете академски граѓани и вашиот квалитет да го вградите во идните проекти кои ќе ја направат нашата држава подобро место за живење. Почитувајте се себе си, почитувајте ги другите. Прифатете ја и почитувајте ја различноста. Негувајте исти визии за соживот и поубава иднина за сите нас. Епитетот првенец кој представува висок критериум се добива со вложен труд и напорна работа, рече во своето обраќање секретарот на општина Куманово Александар Гелевски. Нашата замисла и традиционална реализација на овој културен настан потекнува и од огромно значење на делото на светите браќа Кирил и Методи, кои внесоа светлост во нашите животи и кои се заложија за културниот развој на сите словенски народи. Она што тие го овозможија представа поттик за продолжување и да чекориме кон вистинскиот пат, да ги развиеме и образложиме науката и да создадеме успешни ученици кои ќе се трудат да го напредат своето знаење. Младите се иднината на нашето општество и иднината им припаѓа на оние кои веруваат во себе и во своите соништа. Денеска ги имавме представници од сите училишта, беа присутни директори, беа присутни наставници и ментори и нормално нивните родители на учениците. Им посакуваме да продолжат понатаму со своето образование, да бидат озбилни, сериозни репрезенти и креатори на нашето општество, а општината и понатаму ќе продолжи да ги стимулира. Имено и ова прва година ќе следат и пригодни подароци од страна на Советот. Првинците на генерацијата своето образование планираа да го продолжат во Македонија. Мојот успех беше одличен, односно 5.00, со освоени доста награди, учествувано на различни конкурси, проекти и други добиени сертификати и дипломи, кои исто така ми помогна да го добијам место за ученик на генерација. Во средното училиште Пера Наков го избрав смерот економски техничар, кој е еден од подобрите смерови во нашето училиште и сум многу задоволна покрај од наставничкиот кадар, така и од моите соученици. Мислам дека овие 4 години ми беа едни од најубавите во мојот живот. Јас сум Ѓорѓе Златевски, полуматурант од основното училиште Крстен Мисирков. Одличен, 5.00, на разни надпревари, општински и регионални. Свеченоста беше збогатена со музички точки и рецитали. Инаку најдобрите ученици секоја година се прогласуваат во чест на